Кочани, заедно со уште 30 на градови во државата, не престануваат да го креват гласот против непринципиелното множество на обединетите албански партии со СДСМ, кое преку Тиранската платформа се формира на штета на Македонија. Под мотото за заедничка Македонија масовно и гласно се застанува на браникот на зачувањето на унитарноста на државата, на јазикот и на сите други уставни обелечја. На сенокешниот марш по главните улици во центарот на градот со жива музика се свиреше националната химна како и патриотски звуци кои имаат за цел да го разбудат и оној дел од народот кој чека некој друг да му ја скрои судбината. На протестот во Кочани за прв пат се појавија и челниците на македонскиот манифест, кој одржа говор пред споменикот на Никола Карев во градскиот парк. Време е македонецот да си ги земе своите работи во своји раце и да им каже доста е. Доста ни е од платформи и рамки. Ние една рамка подпишавме, ја реализиравме, ја имплементиравме во уставот. Доста ни е веќе. 25 години се разбававме со нечии права. А тоа мора да се стави крај. Јасно и гласно да кажеме на цела Европа и целиот свет. Името, идентитетот немаат цена. Не се предват на пазарење, ќе го браниме до последен. На прашањето дали македонскиот народ кој е излезен на улиците ќе се одбрани од двојазичноста, федерализацијата и обезличувањето, Клетников со изјава. Апсолутно верувам во победа на Македонија, бидејќи македонскиот народ минал низ многу тешки искушенија, имат историско искуство на угнетување, на терор, на притисоци, секогаш обстојувал. Сега е многу тежок момент, мислам еден од најтешките во историјата, бидејќи вие гледате дека на Македонија се притиска од сите страни од големи сили и утре доаѓаат кај нас една голема делегација од Европа, дури четворица, пазете, прв пат така силно да не притискаат, но ние ќе им кажеме не. На граѓаните кои присуствуваа на протестот им беа делени летоци на македонскиот манифест со наслов "Името е нашата татковина".